Влогот на 5 мај е голем. Ќе одили државата напред или ќе се врати со децении назад, истакна претседателскиот кандидат Стево Пендаровски на синоќа организираната трибина во Штип. Прашање е дали ќе добиеме втора шанса да станеме нормална европска држава. Младиве кои ни останаа уште во државата, во таква ситуација ќе се доиселат и нема воопшто да имаме ние млади генерации кои ќе гледаат својата шанса тука. Знаете дека во 10-те години на Груевски, според статистики на Светска банка, имаше најголемо иселување во оваа земја, поголемо отколку во првата декада од нашата независност, кога не знаевме дали ќе ја биде државата. Значи беше една масовна голгота, еден екзодус на младите генерации. Сега со не дај Боже нова шанса давање на тие луѓе и ова што ни преостана и млади и повозрасни ќе си заминат и нема да се завртат назад. На трибината во Штип присутен беше и претседателот на СДСМ Зоран Заев, кој ја пофали сегашната владина економска политика. Јас ве уверувам дека периодот што доаѓа дополнително ќе зајакнуваат и примањата, и платите, и изборот на работни места за сите. Затоа што, ако работниците имат, ако граѓаните имат, ќе биде и државата. И последните тези, дали народот стои зад промените, ги разбивме. Нели беше 609.000 само гласале на референдумот, ма 1.200.000 биле против. Мало сутра 1.200.000 биле против. 319.000 биле против. На трибината имаше повеќе прашања од присутните граѓани кои се однесуваа на начинот на зголемување на пензиите, на време на исплата на студентските стипендии и прашањето на превработеност во општинската администрација. Во однос на пензиите, Заев изјави дека досега тие биле зголемени 6%, а идното покачување согласно зголемување на трошоците. Според Заев, повеќе нема со месеци да се чека исплата на студентските пензии, а администрацијата ќе се растерети.